Во 1949 година Југославија ја затвора границата кон Грција. Престанува да ги снабдува и поддржува грчките комунисти. Комунистичките сили биле поразени во 1949 година. Илјадници македонци од Егејскиот дел избегале. Завршиле како бегалци во Југославија. Грчката држава ја зацврстила контролата врз територијата, вклучувајќи го и Солун. Во 1949 година македонците од Егејска Македонија имаа надеж. Надеж дека ќе ја видат својата земја ослободена. Надеж дека Солун можеби ќе се приклучи. Но тогаш Јосип Броз Тито ја затвори границата. Поддршката престана. Сонцето на надежта изгасна. Македонците беа оставени сами. Едни бегаа, други страдаа, трети молчеа. И така историјата рече: не секогаш одлуките се за народот, понекогаш е само за политиката. Тоа го стори Тито. Сето тоа предизвика демонстрации, но сепак ништо не беше променето. Егејска Македонија остана под Грција. Тито наоѓаше изговори за сето тоа, но едно беше јасно. Тој беше против ширење на Македонија до Солун, беше против израстувањето на Македонија во најголема република во Југославија. Тито сакал Солун да остане како дел од Грција. Него не го интересирало за Македонија и македонскиот народ.